Пробештип и Кочани ги срушија сите рекорди, вода трошат како никогаш. Во моментов во Кочанин и славините истекуваат за нив неверојатни над 270 литри во секунда. Сметаме дека тоа е огромна потрошувачка и правиме напори за да видиме што и како се случува на терен. Па најголемиот проблем е нерационалното користење на водата, односно полевање на перници, полевање на бавчи и такви работи. Односно водата, питката вода се користи за други намени како техничка вода. Идентична е состојбата и во Пробиштип. Таму е измерена потрошувачка од 52 литри во секунда за Пробиштип и 12 за Злетово. Врвот е достигнат пред 2 дена кога Злетово потрошило за толку мала средина неверојатни 25 литри чиста вода за пиење. Направените контроли на терен откриле крајно неодговорен однос кон водата. Тоа што нашите екипи беа на терен, констатира дека водата се троши и преку водомери. Значи, граѓаните трошиле вода енормно, можем да кажем и како технолошка вода. Слично расипништво има и во двете општини, поради што комуналци и инспектори трошењето на вода ќе го проверуваат на терен. Имаме екипи на терен каде што опоменуваме и укажуваме дека питката вода не е техничка вода и да не се користи за такви ненаменски цели. Немаме инструмент за кажување, тука сме заедно со општинските инспектори и комунални редари за да можеме да воспоставиме некој ред. Значи, во овој период екипи на јавното комунално претпријатие заедно со инспекторите, овластените инспектори ќе излезат на терен. Да констатираат нерационално користење на водата. Затоа апелирам уште еднаш до граѓаните на општина Пробиштип максимално рационално користење на водата за основните потреби. За сега опасност од рестрикции нема. Пробиштип вода добива од Злетовица, а Кочани ќе копа нови бунари за дополнителни 35 до 40 литри вода во секунда. Сепак одговорност и доследност мора да има, зашто при енормна потрошувачка системите немаат капацитет да обезбедат нормален притисок во високите зони.